Повелете на што присуствуваме денеска. Јас сум Филип Иванов. Денес ќе го представувам планот за управување со отпад за источен и североисточен регион. Кои се компонентите, кои се плановите, акциите, активностите, инвестициите и со што треба тој да резултира. Вакви работилници денес се најавени во повеќе градови, дали истовремено е секаде или? Да, не истовремено, значи секоја недела имаме 2 до 3 вакви настани во кои што го представуваме планот во сите засегнати општини, а тоа се 17 општини од источен и североисточен регион и Свети Николе како 18 општина. Што би било крајното очекување од овие? Крајното очекување е изградба на регионален центар за управување со отпад во Свети Николе и воспоставување на трансфер станици онака како што предвидува планот. За жал тие активности доцнат заради тоа што тендерите за изградба на регионалната депонија во Свети Николе 2 пати беше поништен заради лоши понуди. Благодарам. Ви благодарам. Работеше проектот, ме ангажираше да го представам регионален план за управување со отпад. Другиот дел од тимот кој што треба да пристигне заради некои технички проблеми ќе закасни, меѓутоа денешната презентација ќе се состои од 2 дела. Од презентација на регионалниот план за управување со отпад за источен и североисточен регион и од стратешката оценка на влијание на животната средина од тој план. Согласно Законот за животна средина, секој плански документ за секој плански документ мора да се изработи стратешка оцена на влијание врз животната средина за да видиме како тоа влијае врз животната средина. Со колешката малку се зборувавме околу ставот на Делчево за планот. Морам да истакнам дека имплементацијата на активностите што беа предвидени со проектот е промената заради, нема да речам висока сила, меѓутоа заради тоа што локалната самоуправа во општина Свети Николе беше лоцирана регионалната постека за управување со отпад. Прво пружаше отпад, после тендерот кој што 2 пати беше објавен, беше поништен заради тоа што немаше квалитетни понуди и Европската комисија, односно канцеларијата на Европската делегација во Скопје 2 пати го поништуваше тендерот и заради тоа каснат сите активности поврзани со имплементација на план. Значи не беше предвидено да депонијата се гради последна, туку прва. И тоа доведе до сите помислување што настана и што предизвикува проблеми. Меѓутоа мораме да продолжиме со оглед на тоа дека ако не продолжиме ќе ги изгубиме оние 46 милиони евра кои што ни се грант, а државата и локалните самоуправи нема пари сами да инвестираат во систем за управување со отпад. Доколку мене не ме прашува, јас не би чекал од бирократски институции, би земал заем, како што направивме за југозападен и Пелагониски регион и таму активностите течат многу побрзо, веќе им се набавени камиони, канти и така натаму и меѓутоа и таму имаме отпор за депонијата во Новци. Ај сега да почнеме со регионалниот план за управување со отпад. Што представува регионалниот план за управување со отпад? Тоа е еден плански документ кој што ќе дефинира приоритетите, политиките и мерките за управување со отпад во еден регион. Во вашиот случај, заради економија на обем, се присоединети, односно обединети 2 региони, заради тоа што според проценките на искуствените проценки не е можно воспоставување на економски одржлив интегриран систем за управување со отпад со помалку од 300.000 жители. Значи, затоа е направено спојување на двата региони, за да централната постројка
оправдано да работи. Поспротивно, она што сега го имаме, например, секоја општина своја депонија или не знам, еден регион мал да има своја депонија, не може да ги покрие оперативните трошици. Еве и дури да добиеме донација од негде да ни ја изградат постројката, ништо да не вложиме, оперативните трошици на таа постројка се прилично големи и мора да се обезбеди доволна покриеност на население и доволни количини на отпад кои што би ги правеле оправдани сите дејности на, не знам, обновување на материјалите, на издвојување на материјалите и така натаму. Значи, тоа се комплексни постројки кои што не се така ефтини. Колегите што беа на студиското патување во Кожани видеа дека имате постројки со 10 километри ленти, да не зборувам друга опрема, оптички сепаратори, механички сепаратори, магнетни сепаратори и така натаму. Сето тоа мора да се одржува дури да го добиеме како попур. Значи, што е целта на планот? Да се обезбеди интегриран, ефикасен и одржлив систем за управување со отпад по принципот универзалност на услугата, односно сите општини опфатени во еден регион да добијат услуга по иста цена, заради тоа што доколку се оди со поединечни цени по општини, најоддалечените општини, логично е, заради цените на транспортот би требало да плаќаат најмногу. Затоа најблиските ќе плаќаат најмалку. За да го избегнеме тој начин на постапување, општините во еден регион ќе плаќаат ист надомест. Надоместот согласно новите законски акти ќе се плаќа, односно ќе се определува од страна на Регулаторната комисија за енергетика и води, а сега ќе биде и за отпад. Така да притисок врз советите на општините за одлучување на цената на отпадот ќе падне врз Регулаторната комисија, а цените ќе се формираат нормално врз однос на информации доставени од јавните комунални предпријатија за собирање и транспорт, кои што треба да се објективни, изработени стручно и професионално, меѓутоа и таму Регулаторната комисија ќе ви пружи поддршка, така да имаме објективно формирање на цени, базирано врз трошоците на јавните комунални предпријатија, како и на трошоците на регионалното предпријатие, кој што ќе укројува со постројката за постапување со отпад и со трансфер станиците. Ова ќе овозможи усогласеност со стандардите на Европската Унија, она што цело време го зборуваме и во јавност и сите декларативно се залагаме за тоа. Меѓутоа, фактички не постапуваме по тоа што го бара ЕУ. Иначе, ова веќе го спомнав дека целиот план е усогласен со актите на Европската Унија, особено на директивата за рамковната директива за управување со отпад. Основната цел е подобрување на квалитетот на услугата и спречување на загадувањето и заштита на здравјето на луѓето. Исто така, една од основните цели е намалување на бројот на дивите депонии, кои што доведуваат до загадување на почвата, водата и воздухот. И ќе обезбеди интегрирано управување преку создавање на еден унифициран систем кој што ќе важи за сите и ќе доведе до оптимизација на сите ресурси што ги користиме. Исто така воведува интеграција, односно соработка, меѓуопштинска соработка, што значи дека имаме помали општини со помал број возила, доколку едно возило се расипи, другите општини да можат да ускокнат со своја поддршка, заради тоа што
за малите општини со мал број на возила, едно возило значи многу. Значи, кои се клучните елементи на овој плански документ? Тоа е анализа на постојната состава, податак ќе ја презентирам, да видиме во која состојба сме. Проекции на идните количини на отпад. Тие се прават врз основ на демографските и економските индикатори, поставување на цели приоритети, значи се поставуваат конкретни активности и временска рамка за намалување на отпад, зголемување на рециклирање и заштита на животната средина. Тоа се преточува во акцијски план и мерки кои што се всушност конкретни активности и временска рамка за краткорочни, среднорочни и долгорочни интервенции. Во планот ја имате и опишаната планирана инфраструктура. Јас ќе ја презентирам, што вклучува регионален центар за управување со отпад, кој вклучува и депонија, меѓутоа на депонија треба да оди само 20 до 30% од отпадот што е собран. Претоварни станици, собирни пунктови и рециклажни центри ќе треба да се градат во секоја општина што има над 15.000 жители. И мерки и рокови за имплементација како и финансиска рамка, односно точно да се знае колку треба да коштат тие инвестиции. Иначе, зборнавме што фаќа планот, нема да се задржувам премногу, значи тоа се 17 општини во источен регион, 6 во североисточен регион, плюс Свети Николе како 18-та, која што припаѓа на Вардарскиот регион. Површината е на источниот регион околу 3.500 километри квадратни со 150.000 жители, иако новите проценти зборуваат дека се работи за многу помалку население. И североисточниот исто така околу 150.000 жители со 2300 километри квадратни. Во урбаните подрачја во двата региони се проценува дека покриеноста со услуга за отпад, особено значи урбаните места се 100%, додека руралните средини е ниско, изнесува 67% во исток и 63% во североисток. Она што е специфично за секој од регионите, источниот регион е повеќе планински, како кај вас тука, додека североисточниот е повеќе потечењето на толш реката Пчиња и двете имаат значајни туристички и аграрни ресурси и кои што треба да бидат заштитени. Сега, кои се главните предизвици при постојната состојба? Значи, стапката на собирање од 65% е многу мала во руралните средини и ќе треба да се зголеми, што значи дека се уште дел од населението е непокриено. Дури и некои урбани средини имаат само 90% од собирањето, што јас не гледам причина да целиот отпад во една урбана средина не биде собран од сите домаќинства. Она што е главен предизвик е недостигот на селекција и што поттикнува рециклирање. Значи, не постои систем за одвоено собирање на отпадот, со планот се предвидува тоа. Значи, набавка на посебни канти за сува и влажна фракција или рециклабилна или нерециклабилна. Значи, таа сувата фракција во која што ќе бидат рециклабилните материи, ќе се собира посебно, додека она мешаната е исто така и ќе се носи на депонија, а ова од рециклабилните ќе се носи на постројка за механичка сепарација на отпадот, во која што ќе се здвојат сите корисни фракции на отпадот и ќе се носат или продават на рециклатори.
Во источниот регион имаме 11 несоодветни депонии и 71 див пункт или диви депонии, а во североисточниот имаме 5 несоодветни депонии и 36 диви депонии, што исто така е значителен број. И тука се земени по предвид само оние диви депонии кои што имаат големи количества на отпад. Оние со помалите се безбрojni, значи во Македонија постојат над 1000 такви локации и стварно е тешко веќе да се замисли дека можеме да продолжиме да управуваме со отпадот на овој начин. Значи, недостигот на третман на отпадот и фрлањето на сите страни, знаеме како резултира со многу здравствени, па дури и други економски предизвици, затоа што веќе никој не сака да купува производи земјоделски од локации за кои што е евидентно дека имаат голем број на диви депонии. Што се општите цели на регионалниот план за управување со отпад? Значи, прво и основно е намалување на влијанието до животна средина, второ е заштитата на јавното здравје, трето е усогласување со ЕУ директивите, значи планот не се прави ние да се усогласиме со нешто ЕУ, туку да постигнеме повисоко ниво на заштита на животната средина и здравјето на луѓето. И она што е основно е економскиот дел, тоа е зголемување на рециклирањето и искористувањето на ресурсите заради тоа што додека светот се движи кон циркуларна економија, односно враќање на сите материјали во процесот на производство, ние го ставаме ѓубрето под тепих, односно сите корисни ресурси што може да ги извлечеме од него ги оставаме така. Сега при анализата во рамките на планот констатирано е дека 50%, значи од 45 до 55%, зависно од општината, отпаѓа на биоразградливиот отпад. Ова е многу важно затоа што ако го решите најголемото количество на отпад, сте го решиле најголемиот дел од проблемот. Затоа регионалниот центар за управување со отпад предвиден во Свети Николе предвидува компостирање или биодигестија, ќе видиме зависно од понудата што ќе ја добијат сега. И едниот и другиот начин е ефикасен во решавање на проблемот со биоразградливиот отпад. И понатака имаме пластика од 10 до 15%. Значи најголем дел од неорганските материи отпаѓаат на пластика. Понатаму имаме хартија и картон, кој што е многу лесно рециклирачки материјал, многу присутен во нашиот отпад, например, додека на цената на пластиката во моментов е берзанската цена, зборувам на светско ниво, паѓа и е ниска, цената на хартијата и картонот расте, така да тоа е предмет на трговија кој што може да значи значителен приход за оној кој што работи со отпадот. Стакло, метали и текстил, иако во мал процент овие материјали, значи се заедно, стакло, метали и текстил, 8 до 10%. Значи тоа не се некои значителни проценти, меѓутоа со оглед на нивниот потенцијал за рециклирање имаат висока вредност и треба обавезно да се издвојуваат. За регионалниот план за управување со отпад, тоа значи дека, например, јас знам општини со 2 возила, едно ако им се расипи, значи они со пола капацитет работат, не може да... И па, тоа е тоа. Значи, целта на интегрираниот систем е да се набавуваат возила на регионално ниво и основна цел е да се воспостави онаа соработка на која што јас и во текот на предавањата, кога вие бевте, инсистирам, заради тоа што ако повторно делуваме како слободни стрелци, дури ни интегриран систем нема да биде интегриран. Ќе биде систем на слободни стрелци вклучени во еве да кажеме еден плански опфат.
Кои се институциите одговорни за спроведување на овој план? Прво, Министерството за животна средина, кој што има одговорност да носи политики и да обезбедува насоки, координација и мониторинг. После тоа се центрите за равномерен развој на планските региони, тие имаат улога како координатори на сите активности. Општините нормално со своите служби и јавните комунални предпријатија кои што ќе треба да оперативно да ги спроведуваат насоките од регионалниот план за управување со отпад. Јас се извинувам, ќе морам да прекинам малку, поставуваат цели. Целите мора да се усогласени со националниот план за управување со отпад и со стратегијата за управување со отпад. И што вели таму? Дека треба да постигнеме 50% рециклирање на комунален отпад до 2030. Еве каде е 2030. Мислам, ние поминавме 20 години и првиот национален план кој што го правевме уште 2005 година имаше слични цели. Не сме мрднале од место. Значи, а целта е да се согласиме со директивата, рамковната директива за управување со отпад. Треба да направиме 35% согласно плановите намалување на биоразградив отпад на депонии. Во споредба со нас, во најголем број од земјите членки на Европската унија, одлагање на биоразградив отпад на депонија е недозволено. Значи, недозволено, не може да одложите. Меѓутоа таму, дури доколку однесете биоразградив отпад и ви го прифатат, платите некоја цена од 300 до 500 евра од тон, што значи тоа е економската мерка со која што се спречува депонирањето, заради тоа што депонирањето согласно сите нормативи треба да е најскапата опција, не најевтината. Така се стимулира рециклирањето. Се додека депонирањето е ефтино, ќе имаме ситуација како што имаме. Една од целите е 100% елиминација на нелегалните депонии. Она што јас тука би прокоментирал, убаво си е напишано во планот, меѓутоа се додека не го убедиме населението дека одлагањето на нелегални депонии е на нивна штета, тие ќе се јавуваат. Значи, многу често ни се случува да одложиме, да исчистиме дива депонија и утредента на истото место да најдеме отпад. Како да чекаат да го исчистиме и супер, на чисто пак на истото место, иако таму стои табла, исчистено е, со општински пари, со вакви пари, тоа се наши пари. И тој што фрла и негови пари. Меѓутоа никако да се разбереме дека дивото одлагање ни штети на сите. И нормално на национално ниво, а и на регионално, треба да достигнеме минимум 90% од покриеност на населението. Значи, да не ги идеализираме, 100% покриеност е многу тешко да се постигне во оваа фаза, може би во некој подолг рок да, меѓутоа сега ќе бидеме задоволни со 90%. Значи, во регионалниот план за управување со отпад е интегрирана хиерархијата за управување со отпад, која што е дефинирана со рамковните директиви. И што подразбира таа хиерархија? Подразбира дека прво треба да имаме спречување на создавање на отпад, дури значи во домаќинствата веќе да почнеме да размислуваме како да создаваме помалку отпад или како повеќе отпад од оној што го составаме ќе заврши во онаа канта кај што ќе одат рециклабилните, а не во онаа канта која што ќе треба да оди на механичко-биолошки третман. Затоа што едната канта има вредност и за таа нема да плаќате, ќе видите понатака во презентацијата, ќе се воведи, веќе се работи на воведување на системот, плати колку што фрлаш. Меѓутоа, кога ќе ставите во онаа канта во која што се рециклабилни, тоа не се рачуна за фрлање, значи таа е бесплатна. Значи, ќе биде плати колку што фрлаш во кантата за мешано. И тоа е идејата и затоа функционира системот сегде по Европа, заради тоа што граѓаните плаќаат оно колку што фрлаат.
Еден пример, пошто сите ја спомнуваат Словенија, центарот во Љубљана, граѓаните таму плаќаат фиксна сума по домаќинство од околу 2,5 евра, значи она што ние го викаме по квадрат. Значи секое домаќинство за одржување на системот плаќа 2.500 евра и после си плаќаат оно колку што фрлат. По семејство исплаќаат дека они плаќаат околу 12 евра. Имаме предмети кои што не мора да ги фрлиме, можеме да ги дадеме на друг и да се користат од нивна страна. Тоа особено се однесува на стариот намештај, облеката и така натаму. Третата опција е рециклирањето, значи она што не може веќе да се користи, треба да се носи на рециклирање. И четвртата опција ни е опоравување, односно имаме дел од отпадот кој што никако не може да се рециклира, нема економска оправданост за негово рециклирање, меѓутоа има енергетска вредност. И тоа опоравување ние што го видихме, всушност значи енергетско искористување на отпадот. И на крај отстранувањето, последната опција, отстранувањето значи депонирање на депонија, и таа треба да биде најскапата опција за да ги мотивираме сите погорни опции. Иначе, ако ни е, пак ќе кажем, ако ни е ефтино депонирањето, ние нема да постигнеме се во ова што се бара од директива. Значи, сегде, кај што имате успешен систем за управување со отпад, депонирањето е најскапата опција. Не смее да се депонира, како е, мора да бараме друг начин што да правиме со отпадот за да не депонираме. Тоа е економскиот мотив. Луѓето сакаат да заштедат. И затоа ние што работиме со отпад не зборуваме за профит, за заработка, туку за заштеди. Од тоа се заработува. Од тоа што ќе заштедите со тоа што нема да фрлите на депонија. Од така ќе си потрошите парите што ги дадат. Значи, регионалниот план за управување со отпад го третира отпадот како ресурс. Значи, веќе мора да се прилагодуваме на новото размислување на европско, на светско ниво, дека отпадот не е нешто што го отфрламе, не ни треба, иако дури во дефинициите во законот за тоа што е отпад вика отпад е нешто што после употребата го отфрламе како непотребно. Тоа што непотребно за нас значи дека е ресурс за некој друг и дека треба да се искористи. Со регионалниот план се воведува и принципот статус на крај на отпадот или end of waste кој викаат во директивите. Што значи тоа? Тоа значи дека одредени отпади, поготово индустријски или комерцијални, добиваат категорија не како отпад, туку како ресурс и не се предмет на издавање на посебни дозволи за трговија и купопродажба и така натаму. Значи тоа не е отпад и да кажеме правните лица можат слободно да вршат трговија со истите. Целта на регионалниот план е на целите и усогласување со зелениот договор на Европската унија, односно со имплементација на мерките од акцијскиот план за циркуларна економија, која што е дел од зелената агенда на Европската унија, кај што се планира инвестиција од милиарди евра за да се постигне целиот тој циклус на враќање на ресурсите, на веќе искористените ресурси повторно во производниот циклус, за да не користиме природни материјали, односно да не ископуваме рудни ресурси и така натаму, или што помалце. И нормално преку ова ќе постигнеме она намалување на емисии на стакленички гасови за кои што цело време зборуваме, односно зборуваме за климатски промени кои што се директен резултат на емисиите на стакленички гасови во атмосферата. Ево е таа приказ еден на циркуларната економија, ако ја гледавме онаа пирамидата обратна во која што да кажеме имавме некоја хиерархија, циркуларната економија оди уште понатака, односно имаме три фази. Пред да го употребиме предметот треба да размислуваме дали воопшто ни треба, дали ни треба тој производ, дали ни треба нов производ, ако веќе имаме стар производ кој што си служи на намената, треба да размислиме дали ни е потребен. Јас тука
би истакнал дека ова конфликт со психологијата на конзумеризам што се развило на светско ниво. Значи, ние како луѓе, под влијание на маркетиншките трикови, развивме чувство дека ни треба се што е ново. И дека старото не ни е потребно, ќе го отфрлиме. А не е всушност така, ние што малце сме повозрастни, памтиме малце од подавна, во некое друго убаво време ги користевме предметите многу долго. Например, јас се уште дома имам гарнитура за седење произведена 1970 година и совршено добро. Или користам телефон кој што е 8 години стар. И совршено добро ми функционира, а работам консултантска работа и никој не може да ме убеди дека му треба најновиот модел, а купил лани телефон. Значи, тоа е она што маркетиншките трикови како психологија ни го наметнуваат и сакам тука да го цитирам и пред вас еден многу голем економист, мислител, Тим Джексон, вика вака: купуваме работи што не ни требаат, со пари што ги немаме, најчесто на рати, за да импресионираме луѓе кои што ништо не ни значат, затоа што оние луѓе на кои што им значиме и што ни значат, нема да гледаат каков телефон користиме или каква кола возиме. Едноставно не сека затоа што сме ние, а не за предметите што ги има. Тоа е таа циркуларна економија и климатска агенда на Европска унија, значи да размислиме пред да купуваме. Потоа треба да размислуваме што правиме со предметите додека ги поседуваме, значи како може што подолго да ги задржиме во употреба. Ако не можеме да ги, или не ни требаат, или сме набавиле ново, да ги споделиме со некој на кој што му треба, или тоа не може да се дозволи ново. Она што се расипало да го поправаме, а не да го фрламе веднаш, и предметите треба да се дизајнирани, да можат да се преработат. Значи, основната идеја на циркуларната економија лежи во дизајн. Ако предметот е дизајниран да можете да го расклопите на неговите основни делови и тие делови што не се истрошени ги употребите во нов производ, тоа е идејата на циркуларната економија, што се штеди и материјал и енергија. И можам да ви кажам безброј примери во Европска унија, тоа веќе делува. Например, Volvo откупува стари Volvo автомобили и ги вади сите корисни делови од нив што може да се употребат или да се репарираат и ги користи во новите возила. И тоа се тестирани совршено добри и Volvo е Volvo, мислам, затоа го спомнувам. Или Philips доаѓа ви инсталира расвета, точно е димензионира според потребите на просторијата, значи да имате идеално осветлување. И Philips е собственик на опремата, значи вие не сте ја купиле, туку вие ја рентате опремата. И сега имате осветлување, се расипува осветлувањето, Philips си доаѓа, си ги зема сијалиците, си ги носи во фабрика, се ги рециклира, ги произведува на тој начин да бидат толку штедливи, затоа што и струјата Philips ја плаќа за расветата и вика, што поекономични сијалици, мене ми е поголем профит. Значи, профитот ми е поголем и од тоа што ќе си ги рециклирам моите производи и тоа што ќе заштедам електрична енергија. Значи, она што сакам да кажам дека воведувањето на таа циркуларна економија, за која што сите зборуваме, многу е популарна, ама најчесто луѓето ја рецитираат како стихотворба, основното е промена во начинот на кој што ние размислуваме. Не можете со истиот начин на размислување да очекувате поинакви резултати. Значи, ќе ни се случува исто и исто. Зошто ова го зборувам? Значи, човештвото, не ние како Македонија, него човештвото е пред провалија. До 2050 година, затоа оние критични минерали ги спомнуваат цело време. Ќе ги снема. До 2070 година се очекува сите резерви на бакар на светско ниво да исчезнат. Нема да има бакар.
Значи човештвото се соочува со еден предизвик, а ние уште депонии не можеме да направиме. Значи, што предвидува институционалната структура на системот за управување со отпад согласно регионалниот план? Значи, кои се клучните актери? Јас ги спомнав. Министерството за животна средина, кое што имаме креира политики, нели? Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад, тој е составен од сите градоначалници во двата региони. Значи, меѓуопштинскиот одбор е она тело кое што треба да носи одлуки за одредени инвестиции во еден регион. Значи, ние може нив да ги подготвиме со информации. Меѓутоа, тие треба да ја донесат одлуката што ќе се преземи и како ќе се преземи. После го имаме Центарот за развој на планскиот регион, кој што обезбедува координација. Значи, тој Центар за развој на планскиот регион треба да... Здраво! Да, повелете, сакате збор или да си продолжам? Може да измениш од Ви благодарам што дојдовте. Значи, Центарот за развој на планскиот регион всушност треба да биде поддршка на овој меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад, кај што градоначалниците ја играат главната улога, ама тие не можат да ги читаат документите, да координираат, значи некој треба да ги подготви за да донесат соодветни одлуки. Секако основната клетка на целиот систем се општините, затоа што општините заедно со своите јавни комунални предпријатија ја играат клучната улога во собирањето и транспортот на отпадот и на крај доаѓа заедничкото јавно предпријатие за управување со отпад, кое што ќе управува со отпадот од трансфер станици до постројката за постапување со отпад. Значи, многумина викаат заедничкото јавно предпријатие. Не. Пред заедничкото јавно предпријатие имате сите овие, да кажам, клучни чинители, а заедничкото јавно предпријатие треба да биде само извршителот на сите претходно донесени одлуки. Така да многу се мистифицира улогата на јавното предпријатие, а всушност е улога на извршител на она што се претходно се случило. Сега како е замислен финансискиот и оперативниот модел во регионалниот план за управување со отпад? Значи, основно е да се обезбеди одржливост преку принципите на правдата и ефикасност и затоа го воведуваме принципот загадувачот плаќа и оној другиот принцип што ви го спомнав, pay as you throw или плати колку што фрлаш, затоа што секој корисник треба да плати за количината на отпад што е создал. Ни помалку, ни повеќе. Така се стимулира луѓето да создаваат помалку отпад. Воспротивно, овој начин како што досега функционираме, обезбедува одржливост некоја на комуналните предпријатија, ама не ги стимулира граѓаните да селектираат, а основната цел е да се селектира и да се намалат трошоците во управувањето со отпадот. Тој тарифен систем ќе биде одобрен од регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и отпад сега. И како што ви кажав уште на стартот, трошоците ќе се споделуваат на регионално ниво, односно ќе владее принципот универзалност на услугата, односно сите жители во еден регион ќе плаќаат иста цена. И системот мора да се темели на самофинансирање преку тарифи. Нормално, доколку тој побарува значителни инвестиции, ќе може да се има поддршка и од проекти, фондови, од државата. Нормално не се оставени регионалните предпријатија и регионите сами на себе. Државата сепак ќе мора да води и контрола, меѓутоа и да помага. Сега имаме повеќе пристапи во однос на она што треба да се направи. Првото сценарио беше да се остави статус кво, односно да биде како што е, што не е опција, туку се разгледува како опција.
да видиме што би ни се случило ако продолжиме како до сега. Второто сценарио е минимална регионализација, односно онака како што беше претhodно поделено на два региони помали, која што исто така сценарио покажуваше дека нема некоја економска исплатливост, заради што немаме економија на обем, немаме количини на отпад и доволен број на население. И тој можеше да ни обезбеди само одделно селектирање и делумно рециклирање и постројка за механичко-биолошки третман, без постројка за издвојување на корисните материјали од отпадот. И сценарио 3, тоа е целосна регионализација на двата региони, значи формирање на еден интегриран систем во двата региони, во кој што ќе има таа постројка ќе содржи санитарна депонија, претоварни станици, ќе биде централно координиран, а што ќе опфаќа целиот систем во Свети Николе, тоа се третман на отпадот со различни технологии, значи имаме механичко-биолошки третман, во кој што оној најголемиот процент на отпадот, односно биоразградливиот, ќе оди на биостабилизација, може, зависно од понудите што ќе се добијат, да биде или со биосушење, значи претходно да се суши тој отпад, па да се третира како енергез, или да се третира како енергенс, односно да се стави во биодигестори, во анаеробни услови, при што ќе се произведе газ, кој што може да се употреби и на самата депонија, може да се користи за возилата со транспорт на отпад и така натаму. И евентуално во некоја далечна иднина може, доколку количините на отпад се зголемуваат, согласно трендовите во Европската унија, да се размислува за некоја постројка за производство на енергија од отпад, иако во самиот систем, онака како што сега е замислен, се предвидува производство на така наречен РДФ или гориво од отпад, кој што може да се користи во постројки како што се цементара, меѓутоа и како што се енергетските постројки, рек-битола, осломе и така натаму. Значи, тој материјал има двојно повисока енергетска вредност од колку лигнитот што сега го користиме во рек-битол. Значи, и не е толку страшно како што некои еколошки здруженија го викаат, затоа што податоците од Европска унија кажуваат колкави се емисиите со користење на фосилните горива, а колкави се емисиите со користење на гориво произведено од отпад. При тоа, ако калкулираме дека емисиите на стакленички гасови од отпадот со избегнување на користење на фосилни горива се преполовува, значи многу е намалено влијанието во животната средина во ваквите постројки. Значи ова го спомнав, што предвидува системот од аспект на инфраструктура, значи двоен систем на собирање, значи две корпи или два сада за отпад, зависно ако имате колективно живење се стават контейнери од 1,1, ако имате индивидуално живење се стават канти, класични две канти, во едната ќе биде селектираниот отпад, односно она што е рециклабилно и не мешаниот или не селектиран, кој што ќе оди на постројката за преработка. И таа канта би требало да се плаќа согласно принципот загадувачот плаќа, односно согласно принципот плати колку што фрлаш. Понатака имаме регионални трансфер станици. Зошто трансфер станици? Заради тоа што транспортот на отпадот со мали возила на толкаво растојание колку што е Свети Николе е прескапо и затоа се предвидени трансфер станици, каде што од малите возила се префрла отпадот во така наречени прес-контейнери, се набива и со големи камиони се вози до централната постројка за постапување со отпад. Имаме постројка за селекција и биостабилизација, значи таа постројка за селекција се вика Material Recovery Plant или постројка за обновување на материјалите. Што значи тоа? Дека преку систем на
сепаратори се издвојуваат сите фракции и тоа оди со новата опрема. Што морам да истакнам, значи цената на опремата за ваква селекција е толку падната во последниве 5 години што стварно сега можеме да си ја дозволиме. Например, еден оптички сепаратор кој што пред 5 години кошташе 1,5 евра, сега кошта 300.000 евра. А тој овозможува таква финоќа на пречистување на материјалите што слободно ги издвојувате сите фракции. Алуминиумот си оди на рециклирање, хартијата на рециклирање, пластиката исто така, значи сите фракции ќе ги издвоите и од она што ќе ви остане, а сигурно ќе остане, тоа се 10-20% кој што може да се користи како гориво од отпад за во постројки кои што можат да го користат, а додека од другата фракција, оној мешаниот отпад, повторно се издвојуваат корисните материи. Значи и во таа фракција имате корисни материи, биоразградливиот отпад ви оди на анаеробна дигестија со компостирање и биостабилизација, додека повторно оној дел енергетскиот што ќе се издвои од тој отпад може да се произведе гориво од отпад. Значи целта е што помалце отпад да се создаде, односно од купната маса на отпадот да се издвојат 20 до 30% што ќе отидат на депонија. Со тоа се зголемува векот на искористување на депонијата и се зголемува економската ефикасност на самата постројка. Доколку не се изгради постројка за биодигестија, значи буџетот ќе видите е ограничен, доколку не може, тоа е прилично скап елемент, тогаш се предвидува извлекување на гасот од депонијата на лице место, односно се поставува систем на цевки кои што го извлекуваат гасот, кој што повторно може да се користи како енергенс или во најмала рака да се пали директно на депонијата за да немаме емисии на метан, кој што е 25 пати по-потентен стакленички гас отколку јаглеродниот диоксид кој што се создава при негово создавување. Значи ова го зборнавме колку општини имаме во интегрираниот регион. Кажав има претоварни станици во Кочани, Крива, Паланка, Делчево, Берово, Куманово и Штип. За инфраструктурата и селекцијата за рециклирање зборнавме, сега возење патки и опрема. Значи, проектот предвидува овој сега што ќе се објавува повторно тендерот и набавка на возила за сите општини и двојни канти, односно по 2 канти или 2 контейнера согласно барањата на секоја општина, кои што ќе овозможат селектирање на отпадот. Возила, значи контейнери, дигитален систем за следење, тоа е обовезно, тоа е интегриран систем во современото управување со отпад, значи мора да имате дигитален систем за следење на движењата на отпадот и возилата и ќе се градат пунктови за селективен прием на отпадот, што всушност е законска обврска, односно секоја општина со над 15.000 жители треба да има таков еден пункт на кој што граѓаните ќе можат да однесат кабаст отпад, ќе можат електричен, електронски отпад да однесат, ќе може да носат биоразградив отпад. Значи тоа не е нешто нуклеарна физика, тоа се локации со платоа на кои што стојат големи контейнери за секој вид на отпад. Посебно се стават отпадите во контейнерите, од властна компанија доаѓа, го подига и тоа си функционира без некои проблеми. Она што треба општините да направат, да определат локации, уште сега мислам дека колегите веќе ви информираат за да можете кога ќе се набавува опремата да си ги ја поставите и да почнете со тој начин на работа. Вкупната инвестиција на овој систем изнесува 45 милиони евра, од кои што клучни компоненти 10,5 милиони евра се за трансфер станиците, околу 4 милиони евра е постројката за обнова на материјалите,
На времето тоа би коштало 15 милиони евра, стварно се паднат и цените. 4,2 милиони евра за постројката за компостирање, пошто тоа нема да биде спонтано компостирање, пошто ќе биде компостирање во хали со изфорсирана аерација. 6,2 милиони или 6,3 милиони евра за механичко-биолошки третман и 8 милиона евра за санитарната депонија, заради тоа што таа санитарна депонија треба да ги исполнува стандардите пропишани со директивата за депонии, односно да ги има сите нивоа на заштита на тлото како што го бара директивата и да има постројка за третман на исседокот кој што е прилично агресивен и кој што мора да се третира. Значи не можете исседокот тек така да го третирате. Основни чекори за воспоставување на системот, тие основните чекори веќе се започнати не од 25-та, туку од претходно, значи санацијата на дивите депонии е веќе започнати. Формирањето на заедничкото јавно предпријатие е реализирано, меѓутоа заедничкото јавно предпријатие функционира само со еден човек кој што е назначен од Министерството. Сепак ќе треба малце регионалниот одбор за управување со отпад од страна на градоначелниците да си преземете сега после избори мерки да го активирате заедничкото јавно предпријатие, оти со едно предпријатие не може, со еден човек не може да функционира. Значи барем да се направат основите, нормално ќе треба да се донесат одредени одлуки за првиот период додека тоа не почне да има приходи. Сигурно можете 18 општини да одвоите доволно средства за 20-35 луѓе кои што ќе ја тераат цела работа со системот, заради тоа што сега комуницираме само со еден човек. И тоа е премалце, мислам. Не можете ни да го обвините за ништо. Не може ништо да реализира. Така да, тоа е тоа. И во рамките на краткорочните активности се предвидени кампањи за јавни свет. Веќе тимот на консултантот има изработено промотивни материјали, има изработено флаери, видеа и така натаму, што ќе почнат да се дистрибуират. Здраво, добре дојдовте. Тоа ми се колегите кои што после мене ќе презентираат. Значи, во среднорочни активности во рамки на регионалниот план за управување со отпад е воспоставувањето на системот за одделно собирање, значи набавка на тие кантите што викаме и возилата кои што ќе го овозможат тоа. Да се изгради центарот за рециклирање на биоразградив отпад, односно да се отвори таа килијата која што викаме во рамките на регионалниот центар за управување со отпад. И повторно треба да се изработат програми за подготовка на инвестиции, односно и тоа е веќе завршено заради тоа што тендерската документација за регионалниот систем за управување со отпад е веќе завршена. Тендерот повторно треба да се објави. Се надевам дека тоа скоро ќе се случи. Јас на вистина немам информација до каде. Едноставно не сум ни фактор што може да ги бара тие информации, меѓутоа вие може да ги побарате заради тоа што сте засегнати страни. Исто ова го спомнав. Третата фаза што е, значи во третата фаза од 31 година натака се цели да се постигне целосно согласување со стандардите на Европската унија за исполнување на целите за отпад, оние 50% што ви ги спомнав за намалување на отпадот на депонии и некои си 35% од отпадот биоразградливиот да не завршува на депонија.
да се воведе дигитализација и иновации, значи информатички, компјутерски решенија за следење на отпадот. Можно е како опција и воведување на смарт контейнери, затоа што веќе не се тоа прескапи, не е прескапа опрема која што не можеме да си ја дозволиме, и всушност инвестицијата во таквата опрема се оправдува со самите заштеди, заради тоа што тие смарт контейнери, ние што ги викаме, веќе све стана смарт. Меѓутоа вештачката интелигенција и сензорите ни овозможуваат да знаеме кој контейнер е пон, кој е празен, и при собирањето на отпадот возачот добива информација дали е празен или пон. Ако не е пон, едноставно не застанува, не го подига, со тоа заштедува и време и енергија и така натаму. Значи се прави оптимизација на логистиката. Предвидено е целосна елиминација на депонирање, односно само минимален остаток, оно што рековме со третманот, 20 до 30% од отпадот треба да заврши на онаа депонија која што треба да ги исполнува сите стандарди согласно европската легислатива. И значи регионалниот центар за управување со отпад навистина има голем потенцијал. Прво ќе вработува согласно проценките на регионалниот план околу 180 луѓе, и тој регионален центар за управување со отпад може да биде извор на напредни технички решенија и извор на бизнис, затоа што материјалите кои што ќе се генерираат, рециклабилните, се потенцијален извор на бизнис, на нови активности. И јас, например, не можем да го разберам отпорот на локалната самоуправа во Свети Николе, заради тоа што неверојатен потенцијал е центарот што таму ќе се гради за една таква општина. И згоре на све не мора да одиме далеку за да видиме дека се во ова функционира супер. Еве, бевме со колегите до Кожани. Во Кожани центарот е изграден 2017 година, сега да отидете да го видите како вчера да е изграден. Значи чист, уреден, одржан и така натаму. И кога го прашавме колку кошта инвеститор, односно операторот, го прашуваме, точно онолку пари колку што се предвидени со овој проект. Може би некој ќе рече, ама знаете, тоа беше пред короната, цените се рипнати. Не, во секторот отпад, освен возилата, сите цени на другите компоненти се паднати. Така да, она што е како буџет предвидено, мислам дека е оптимално и може да ни ги исполни потребите. Значи, спомна дека ќе се наплаќа по принципот загадувачот плаќа. Во формирањето на цената ќе бидат вклучени целосните трошоци на комуналните предпријатија и на регионалното предпријатие. Значи, и тие цени ќе ги формира регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и отпад. И при формирање на цените, регулаторната комисија ќе опфати и социјалната чувствителност, односно предвидени се субвенции и олеснувања за граѓаните кои што се сиромашни и не можат да ја покријат ни таа сума. И особено ќе се води сметка она што е светски и европски стандард, да надоместот за управување со отпад не подминува 1,5% од просечниот приход. Односно од минималниот, не од просечниот, од минималниот приход. Значи, ќе имаме пилот општини кои што се оптоварени, значи како Берово, Делчево, Каменица, Пробиште, Крива Паленка, пошто се по-далечени, кај вас е оптоварувањето многу по-големо.
па да видиме како ќе функционира и овој систем кој ќе почне да функционира, ќе му треба одредено време да се штелува, да достигне оптимална функционалност. И затоа е предвидено постепено прилагодување, односно фазна транзиција во воведувањето на новите тарифи со паралелни мерки, значи треба паралелно да оди. Една тарифите постепено да се зголемуваат за да не дојде до социјален левел, а во исто време да ја зголемуваме ефикасноста на системот, односно да ги намалуваме трошоците. Трошоците секако ќе ви се намалат со тоа што ќе добиете нови возила и храна. Тоа треба да се одржува и на тоа треба да се води сметка понатака како да се постигне поголема ефикасност. Се во ова е во насока на воспоставувањето на целите и акцијските мерки за циркуларна економија. И до 2030 системот, доколку сега го воспоставиме, треба да биде самоодржлив, со оглед на тоа дека касниме, иако го планот е пишано 2030, моја предпоставка, да кажеме 31-та, 32-та, дека ќе постигнеме самоодржлив систем, затоа што ќе имаме поголеми приходи од секундарните суровини, ќе се развијат и нови индустрии кои што ќе соработуваат со централната постројка за постапување со отпад, ќе се намалат трошоците за депонирање заради тоа што имаме веќе организиран систем за управување со отпад. Имаме зголемена транспарентност, значи веќе граѓаните нема да можат, они секогаш можат да реагираат, ама нема да имаат причина да реагираат за нетранспарентност, заради тоа што со воведувањето на информатичко-компјутерска техника сите информации ќе бидат достапни до јавноста и ова е еден пат кон самоодржливост на целиот систем за управување со отпад, нешто што е пракса во светот. При тоа се очекува да настане значително намалување на емисиите на стакленички гасови во атмосферата и постигнување на климатските цели со оглед на тоа дека Македонија е дел од коалицијата или агендата за намалување на стакленички емисии на стакленички гасови во атмосферата и ги поддржуваме сите акции во таа насока. Проценето е дека на годишно ниво ќе се заштедат над 3 милиона евра избегнати емисии, затоа што тие емисии се плаќаат. Ќе се воведе циркуларна економија и ресурсна ефикасност, значи и со тоа ќе постигнеме конзистентност, наша македонска конзистентност кон зелената агенда на Европската унија. Значи повторно како тоа ќе се направи преку воведување на овој интегриран систем за управување со отпад. Нормално на ова нема да трошам премногу време заради тоа што знаеме дека целта на овој организиран систем за управување со отпад е намалување на ефектите врз здравјето и на луѓето и животната средина. Ќе се елиминираат над 200 неконтролирани депонии. Тоа очекуваме да доведе до намалување на респираторни инфективни заболувања, нормално подобрување на естетиката и урбаниот амбиент, затоа што, како што гледаме, ако ја погледнеме Македонија во глобала, малтене на секој чекор налетувате на диви депонии, особено од градежен отпад, што стварно е веќе лоша грда слика за нашата прекрасна држава. Навистина ни убаво, ја не знам што прави, ама нема да се чисто едно моје емотивно видување. Тоа може да нормално, ако успееме да си изчистиме државата и вредноста на енергичност ќе ни се качи и ќе постигнеме онаа социјална
кохезија и јавна доверба која што ни не достига. Значи, воспоставувањето на овој, имплементацијата на овој план и воспоставувањето на регионалниот систем за управување со отпад е наша шанса да си ја вратиме довербата кон граѓаните. Значи, тука не зборувам само за вас како политичари, не ни веруваат на нас како консултанти. Викаат ова што вие го кажувате, кај нас не може. И како може во Грција, како може во Бугарија, како може сега и во Србија дури. Кај нас не може. Јас тврдам дека може. И никој не може да ме убеди во спротивното, затоа што гледам дека може, не гледам зошто не може. И верувам дека конечно ќе тргнеме во таа насока и конечно тој тендерот ќе се реализира и ќе добиеме коректни понуди, зашто не знам дали сте информирани, двата претходни опити се уништени заради неквалитетни понуди. Значи, не обсервираат големите компании или сериозните од таа насока како сериозен партнер.